Повици за насилство, палење на домови на функционери и институции, закани дека Скопје ќе гори, закани кон новинари, пораки со навредливи и заканувачки содржини осамнаат на социјалните мрежи пред вечерашниот митинг на Млади за Македонија под мотото Никогаш Северна, секогаш Македонија. Со повик за учество на вечерашниот протестен митинг пред собранието се јави навивачката група Комити, а на протест повика и Солза Грчева од Глас за Македонија. Како своји поддржувачи пак организаторите ги наведуваат и партијата Гром, третата опција за македонците, Македонската координативна мрежа Сите за унитарна Македонија, граѓанската иницијатива Македонија пред се од Охрид и многу други здруженија и организации од дома и од диаспората. Со поддршка за протестот вчера се јави навивачката група Комити која повика на протести пред 10 дена кои заврши со насилство, солзавец и приведувања. Овој пат е упатија закани до новинарите и медиумите кои се обидуваат да ги оцрнат. Министерот пак за внатрешни работи Оливер Спасовски во емисијата на 1 ТВ уреднички брифинг беше дециден дека ќе се санкционираат сите пораки, повици за насилство и говор на омраза на социјалните мрежи. Тој упати апел до граѓаните да мислат со своја глава и да не наседнат на провокации. И Спасовски предупреди дека имаат индиции дека во сабота повторно се организираат за нереди. Секој еден кој што направил вандализми е приведен и ќе биде приведен, кој што ќе биде без разлика идентификуван, без разлика кој е. Нас не интересира ни каква политичка партија, ни дали е член на навијачка група, дали е возрастен, дали не е возрастен, единствено не интересира дали направил нешто или не направил нешто. Тука е клучната работа. И мислам дека сите луѓе кои што учествуваат на протестите треба тоа да го знаат. Собраќајот во центарот на Скопје утрово од 10 часот се пренасочува поради поставување на бината за вечерашниот протест, а МВР и денеска апелираше до граѓаните да се воздржат од насилства за време на протестите.